Почитувани гледачи, вие сте со телевизија Нова. Гостин во нашето студио е дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Низа обвинувања денови ве упатени на ваша адреса. Молчевте неколку дена, зошто токму денеска решивте да излезете во јавност? Решив сега да излезам во јавноста, бидејќи очекував транспарентна и правична истрага од страна на МВР, раководена од ССМ. Меѓутоа, гледајќи го извештајот на МВР, кој што повеќе личи на партиско соопштение отколку што на полициски извештај, може да се заклучи дека ова е обид за моја политичка и општествена дискредитација и дисквалификација. Ова е класична злоупотреба на една институција како МВР за остварување на политички цели. Ова е еден обид, едно смислено сценарио, преку криминално полициска местенка да се нанесе штета врз мојот углед. Токму заради тоа решив да излезам во јавноста, бидејќи јавноста мора да ја знае вистината. Во овој период ми беше многу тешко, бидејќи бевме сведоци на невидени навреди, клевети, големи лаги, манипулации, конструкции и местенки на моје име. Токму поради тоа, бидејќи денес имам можност да ја соопштам само вистината на јавноста, чувствувам олеснување. Спасов, велите дека станува збор за местенка, но за да ја слушне јавноста вистината, кажете ни што точно се случило вечерта на настанот за кој што стаса обвинувањата на ваша адреса. Ќе почнам од почеток. На 28.10. оваа година, некаде околу 23 часот, возејќи во правец од арената Филип II кон Илинденска, свртев на Илинденска десно, продолжив право и на семафорите кај Золошка свртив лево и застанав на следните семафори прописно на црвено светло. Чекајќи да се запали зелено светло, наеднаш возилото кое што го управував беше нападнато од непознато лице, односно започна да тропа на совозачките врати, се обиде да ја отвори вратата и истото се закануваше по мојот живот. Во тој момент почувствував загрозеност и започнав да возам. Продолжив право, ги поминав семафорите кај Партизанска и застанав на следните семафори кај фабриката Треска. Во меѓувреме, веднаш кога тргнав, забележав дека лицето кое што го нападна моето возило, кое што се обиде на некој начин и да ме извади од возилото со цел физички да ме нападне, влезе во возилото кое што возеше од позади и продолжи да ме следи. Застана на истата раскрсница кај фабриката Треска. Најпрво излезе едно лице и започна да тропа по совозачките врати, се обиде да ги отвори, се закануваше. Веднаш потоа излезе уште едно лице кое што се обиде да ја отвори возачката врата, каде што седев јас, тропаше по возилото и истото се закануваше. Во тој момент почувствував опасност по мојата безбедност и по мојот живот. Се одлучив да почнам да возам и да се обидам да им побегнам на баќачите. Свртев десно по булеварот Митрополит Теодоси Гологанов и тука пред Веро 2 повторно свртев десно во обид да ги избегнам. Бидејќи се работи за споредна улица која што е навистина тесна улица и на која што има паркирано многу возила. Бегајќи од напаѓачите во разминување со уште едно возило се направи мал контакт. Во оваа прилика сакам да се извинам на господјата на чие што возило нанесов минимална штета. Жалам поради таквиот настан и ќе надоместам причинетата штета. Да беа околностите други, со сигурност ќе застанев. Меѓутоа, бидејќи бев бркан, следен од непознати лица, продолжив да возам и веднаш позади катастарот застанав. Излегов од возилото. Како што излегов, забележав како две возила се паркираат позади моето возило. Од првото возило излегоа лица со огнено оружје, пиштоли во рака. Од второто возило кое што беше веднаш позади беше излегоа оние лица кои што ме следеа и ме нападнаа на два пати на две раскрсници. Се обидов да разговарам со лицата кои што беа со оружје во рака.
Наеднаш почувствував напад, односно бев ненадејно нападнат, беше применета сила врз мене и бев турнат на возилото кое што го управував. Беше вперено огнено оружје, пиштол во мене. Јас досега сум немал работа со криминалци и со ништо не сум заслужил ваков однос да биде вперено оружје, да биде вперен пиштол во мене. Неколку моменти потоа се приближи и застана полициско возило од десната страна и во тој момент напаѓачот кој што впери пиштол во мене се повлече. Следеше период во кој што дојдоа многу лица. Дел во униформа, повеќето не униформирани. Дел од нив ми се заканува. Во една таква тензична атмосфера, каде што најпрво бев следен, потоа и на два пати поред, на два обиди, се обидоа напаѓачите да ме извадат од возилото и физички да ме нападнат. Потоа се обидов да бегам. Бев нападнат и од лице кој што примени сила врз мене и впери оружје, впери пиштол во мене. Покрај тоа, на напаѓачите кои што ме следеа не беа превземени врз нив никакви мерки, односно следеа и ја наблюдуваа ситуацијата откако застанавме. Заклучив дека се работи за криминално-полициска конструкција, за смислена местенка, која што има за цел да го наруши мојот углед и да нанесе штета врз мене, а постоеше и опасност по мојата безбедност, меѓутоа опасност и по мојот живот. Токму поради тоа се одлучив да го напуштам местото. По полицискиот извештај стои дека вие сте го удриле пасатот кој потоа ве пријавил. Дали е ова вистина? Ова не е вистина. Јас ниту приметив, ниту осетив било каков удар со возилото кое што ме следеше и од возилото кое што излегоа лица кои што се обидоа да ме нападнат. Ова, според моите информации, не може ни да се утврди. Впрочем и во пракса најчесто кога ќе се случи судар или контакт со две возила, оние кои што пријавуваат или оној кој што пријавува, најчесто ја чека полицијата да дојде увидната екипа, седи и останува на местото на настанот со цел да се утврдат околностите под кои што е случен настанот, причинетата штета како и вината. Ова не беше случај. Јас можеби сум се разминал со тоа возило. Меѓутоа не почувствував никаков контакт или пак никаков удар, а возилото го забележав дека ме следи. Потоа на два пати бев нападнат од лицата и тие се обидоа да ме извадат од возилото кое што го управував. Спасов, зошто користевте возило од Агенцијата за вработување? Јас возилото на Агенцијата за вработување го користев врз основа на договор за техничка соработка, соуредно, полномошно и се е согласно закон. Техничката министерка Ременски ми нема обезбедено основни услови за работа. Јас ниту имам службено возило од Министерството за труд и социјална политика, ниту имам соодветни канцеларии за мене и за мојот кабинет. Веднаш после назначувањето за министер, таа не се потруди да ми ги обезбеди основните услови за работа, ниту се заинтересира, ниту канцеларија, ниту службено возило. Откако беше именувана, јас веднаш истиот ден и ги ставив на располагање министерскиот кабинет и службеното возило. Ова е очаен обид за да се забрат моите активности, да се блокираат проектите кои што ги реализираме. Нечесно и реално многу ниско. Јас во принцип не коментирам мали работи. И ова за прв пат ќе го кажам во медиумите. Јас во Министерството за труд и социјална политика, односно во зградата каде што е Министерството, меѓутоа и многу други институции, сум на третиот кат сместен. Јас и мојот кабинет. Во простории кои што не се на Министерството. Односно во простории во кои што беше сместено Министерството за финансии, па потоа, откако се иселија, требаше да се смести дел од управата за имотно правни работи. Меѓутоа, бидејќи не ми беа обезбедени простории за работа, го замолив директорот да ми ги отстапи просториите за нормално да можеме да ги извршуваме работите. Крајно нечесно и некоректно. Ова е стилот на работа на СДСМ и на функционерите од СДСМ, кои што со нивните активности покажуваат голема некадарност, голема непрофесионалност, и голема нечесност. Со лаги, со манипулации, со местенки, со смислени конструкции, само да се наштети.
Тоа е начинот на кој што тие функционираат. Тоа се покажува и преку овој смислен настан, преку оваа криминално-полициска местенка која што беше реализирана во петокот вечерта само со цел да се наштети на мојот интегритет, на мојот углед, само да се направи штета. Ова е голема злоупотреба на моќта на институција како што е МВР. Исто така, би сакал да истакнам дека ова нема да ме скрши и не сме да ме скрши, бидејќи не сме да дозволиме и да дозволам со едно црно сценарио, како во времето на најцрните времења на УДБА, преку невистини да се наштети на угледот на една личност. Јас и понатаму, како и досега, како и во минатото, ќе продолжам да работам во интерес на граѓаните и само во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ќе продолжам да ги реализирам ветувањата и зборот кој што сме го дале пред граѓаните и ќе продолжам да ги реализирам проектите за подобрување на нивниот живот. Според вашите тврдења, некој се обидел да ве намести. Кој и зошто? Кој и зошто треба да истражат органите. Има многу пропусти во постапките и за тоа треба да се понесе одговорност. Така да, јас повторно ќе кажам, ова е смислено сценарио. Ова е сценарио во кое што сакаат да наштетат на мојот личен интегритет. Ова е една криминално-полициска местенка во која што има многу докази кои што тоа ќе го потврдат. Ова е обид на опозицијата на секој начин само да се наштети преку злоупотреба на институциите, да се освојат политички поени или да се постигнат политички цели. Нешто што не смее да се дозволи. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на телевизија Нова. Ви благодарам јас на вас. Почитувани, имавте можност да го слушнете интервјуто со заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Останете со нашата програма. И се извинам на господјата, на чие што возило нанесов минимална штета. Жалам поради таквиот настан и ќе надоместам причинетата штета. Да беа околностите други, со сигурност ќе застанев. Меѓутоа, бидејќи бев бркан, следен од непознати лица, продолжив да возам и веднаш позади катастарот застанав. Излегов од возилото. Како што излегов, забележав како две возила се паркираат позади моето возило. Од првото возило излегоа лица со огнено оружје, пиштоли во рака. Од второто возило кое што беше веднаш позади, беше излегоа оние лица кои што ме следеа и ме нападнаа на два пати на две раскрсници. Се обидов да разговарам со лицата кои што беа со оружје во рака. Наеднаш почувствував напад, односно бев ненадејно нападнат, беше применета сила врз мене и бев турнат на возилото кое што го управував. Беше вперено огнено оружје, пиштол во мене. Јас досега сум немал работа со криминалци и со ништо не сум заслужил ваков однос да биде вперено оружје, да биде вперен пиштол во мене. Неколку моменти потоа се приближи и застана полициско возило од десната страна и во тој момент напаѓачот кој што впери пиштол во мене се повлече. Следеше период во кој што дојдоа многу лица. Дел во униформа, повеќето не униформирани. Дел од нив ми се заканува. Во една таква тензична атмосфера, каде што најпрво бев следен, потоа и на два пати поред, на два обиди, се обидоа напаѓачите да ме извадат од возилото и физички да ме нападнат. Техничката министерка Ременски ми нема обезбедено основни услови за работа. Јас ниту имам службено возило од Министерството за труд и социјална политика, ниту имам соодветни канцеларии за мене и за мојот кабинет. Веднаш после назначувањето за министер, таа не се потруди да ми ги обезбеди основните услови за работа, ниту се заинтересира, ниту канцеларија, ниту службено возило. Откако беше именувана, јас веднаш истиот ден и ги ставив на располагање министерскиот кабинет и службеното возило. Ова е
очаен обид за да се забрат моите активности, да се блокираат проектите кои што ги реализираме. Нечесно и реално многу ниско. Јас во принцип не коментирам мали работи. И ова за прв пат ќе го кажам во медиумите. Јас во Министерството за труд и социјална политика, односно во зградата каде што е Министерството, меѓутоа и многу други институции, сум на третиот кат сместен. Јас и мојот кабинет. Во простории кои што не се на Министерството. Односно во простории во кои што беше сместено Министерството за финансии, па потоа, откако се иселија, требаше да се смести дел од управата за имотно правни работи. Меѓутоа, бидејќи не ми беа обезбедени простории за работа, го замолив директорот да ми ги отстапи просториите за нормално да можеме да ги извршуваме работите. Крајно нечесно и некоректно. Ова е стилот на работа на СДСМ и на функционерите од СДСМ, кои што со нивните активности покажуваат голема некадарност, голема непрофесионалност, и голема нечесност. Со лаги, со манипулации, со местенки, со смислени конструкции, само да се наштети. Тоа е начинот на кој што тие функционираат. Тоа се покажува и преку овој смислен настан, преку ова криминално-полициска. Почитувани гледачи, вие сте со телевизија Нова. Гостин во нашето студио е дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Низа обвинувања денови ве упатени на ваша адреса. Молчевте неколку дена, зошто токму денеска решивте да излезете во јавност? Решив сега да излезам во јавноста, бидејќи очекував транспарентна и правична истрага од страна на МВР, раководена од СДСМ. Меѓутоа, гледајќи го извештајот на МВР, кој што повеќе личи на партиско соопштение отколку што на полициски извештај, може да се заклучи дека ова е обид за моја политичка и општествена дискредитација и дисквалификација. Ова е класична злоупотреба на една институција како МВР за остварување на политички цели. Ова е еден обид, едно смислено сценарио, преку криминално полициска местенка да се нанесе штета врз мојот углед. Токму заради тоа решив да излезам во јавноста, бидејќи јавноста мора да ја знае вистината. Во овој период ми беше многу тешко, бидејќи бевме сведоци на невидени навреди, клевети, големи лаги, манипулации, конструкции и местенки на моје име. Токму поради тоа, бидејќи денес имам можност да ја соопштам само вистината на јавноста, чувствувам олеснување. Спасов, велите дека станува збор за местенка, но за да ја слушне јавноста вистината, кажете ни што точно се случило вечерта на настанот за кој што стаса обвинувањата на ваша адреса. Ќе почнам од почеток. На 28.10. оваа година, некаде околу 23 часот, возејќи во правец од арената Филип II кон Илинденска, свртев на Илинденска 10. Потоа се обидов да бегам. Бев нападнат и од лице кој што примени сила врз мене и впери оружје, впери пиштол во мене. А покрај тоа, на напаѓачите кои што ме следеа не беа превземени врз нив никакви мерки, односно следеа и ја наблюдуваа ситуацијата откако застанавме. Заклучив дека се работи за криминално-полициска конструкција, за смислена местенка, која што има за цел да го наруши мојот углед и да нанесе штета врз мене, а постоеше и опасност по мојата безбедност, меѓутоа опасност и по мојот живот. Токму поради тоа се одлучив да го напуштам местото. По полицискиот извештај стои дека вие сте го удриле пасатот кој потоа ве пријавил. Дали е ова вистина? Ова не е вистина. Јас ниту приметив, ниту осетив било каков удар со возилото кое што ме следеше и од возилото кое што излегоа лица кои што се обидоа да ме нападнат. Ова, според моите информации, не може ни да се утврди. Впрочем, и во пракса, најчесто, кога ќе се случи судар или контакт со две возила, оние кои што пријавуваат или оној кој што пријавува, најчесто ја чека полицијата да дојде увидната екипа, седи и останува на местото на настанот со цел да се утврдат околностите под кои што е случен настанот, причинетата штета, како и вината. Ова не беше случај. Јас
можеби сум се разминал со тоа возило. Меѓутоа не почувствував никаков контакт или пак никаков удар, а возилото го забележав дека ме следи. Потоа на 2 пати бев нападнат од лицата и тие се обидува да ме извадат од возилото кое што го управував. Спасов, зошто користевте возило од Агенцијата за вработување? Јас возилото на Агенцијата за вработување го користев врз основа на договор за техничка соработка, соуредно, полномошно и се е согласно закон. Продолжив право и на семафорите кај Золошка свртив лево и застанав на следните семафори прописно на црвено светло. Чекајќи да се запали зелено светло, наеднаш возилото кое што го управував беше нападнато од непознато лице, односно започна да тропа на совозачките врати, се обиде да ја отвори вратата и истото се закануваше по мојот живот. Во тој момент почувствував загрозеност и започнав да возам. Продолжив право, ги поминав семафорите кај Партизанска и застанав на следните семафори кај фабриката Треска. Во меѓувреме, веднаш кога тргнав, забележав дека лицето кое што го нападна моето возило, кое што се обиде на некој начин и да ме извади од возилото со цел физички да ме нападне, влезе во возилото кое што возеше од позади и продолжи да ме следи. Застана на истата раскрсница кај фабриката Треска. Најпрво излезе едно лице и започна да тропа по совозачките врати, се обиде да ги отвори, се закануваше. Веднаш потоа излезе уште едно лице кое што се обиде да ја отвори возачката врата, каде што седев јас, тропаше по возилото и истото се закануваше. Во тој момент почувствував опасност по мојата безбедност и по мојот живот. Се одлучив да почнам да возам и да се обидам да им побегнам на баќачите. Свртев десно по булеварот Митрополит Теодоси Гологанов и тука пред Веро 2 повторно свртев десно во обид да ги избегнам. Бидејќи се работи за споредна улица која што е навистина тесна улица и на која што има паркирано многу возила. Бегајќи од напаѓачите во разминување со уште едно возило се направи мал контакт. Во оваа прилика сакам да